Бројни политички реакции по предавањето на Артан Груби. Опозицијската СДСМ го наречува театар со кој Дуи го спасува Мицковски, обвинувајќи дека бегството и сега враќањето на поранешниот вице-премиер се резултат на политички договор. Според социјалдемократите, со тоа се одвлекува вниманието од криминалот и корупцијата и остануваат без одговор скандалите како и оној со марихуаната. Како што се договорија да го пуштат, така сега се договорија да се врати. На овој начин, ВМРО со поддршка од Дуи сака да го покрие најголемиот наркоскандал со 5 тони дрога, кој води до врвот на владата на Мицкоски. Но и бројни скандали со криминални тендери за кои повеќе од 80 дена нема никакви одговори. Владеачката ВМРО ДПМН возврати дека СДСМ е вознемирена бидејќи Груби сега може да открие информации за афери на функционери од претходната влада. Истиот тој може да изнесе информации кои што ќе индицираат за криминалот кој што го правеле здружно заедно со Венко Филипче, со Оливер Спасовски, со Зоран Заев, со Вице Заев. Така што не ни е чудно тоа што СДС се става во одбрана на Артан Груби. Ставајќи се во негова одбрана, тие се обидуваат да се спасат себе си од криминалите кои што заедно ги работеле. Со реакција се јави коалицијата Влен, наведувајќи дека конечно се предала, како што велат, црната кутија на владењето на Дуи, бидејќи како што додаваат, Груби бил учесник и извршител на сите темни договори на Дуи. Затоа Дуи се тресе од страв, бидејќи знаат за што е подготвен да зборува Артан Груби. Откако Дуи катастрофално ги загуби локалните избори, сите лажни ветувања на Ахмети за предвремени избори и наводен влез во влада пропаднаа, Артан нема друг избор освен да се соочи со своите гревови. Но кого ќе повлече со себе останува да се види. Партијата од која доаѓа Груби, Дуи позитивно ја оцени одлуката за враќање во земјава, при тоа барајќи да се создадат услови за транспарентен и непристрасен процес. Очекуваме процесот да се одвива во согласно со највисоките стандарди на владење на правото, пред се со високо ниво на транспарентност, во согласно со јавниот интерес, но пред се со целосно почитување на презумпцијата на невиност и со заштита на индивидуалните права и слободи. Интегративците порачуваат дека остануваат цврсти на ставотот и правдата мора да биде еднаква за сите, без селективност, без двојни стандарди и без политички влијанија.